Благодарам Никола за поканата. Ми се чини дека и Дубравка Угрешич од истото ова место ги сликаше. Не беше истата публика, ама очигледно и Ѓорѓи има публика која што го сака, како и Дубравка. Јас ќе кажам на вистина само неколку збора, оти сигурна сум дека не сте тука за да ме слушате мене, туку да го слушнете Ѓорѓи. Романот за кој денес разговараме се врзува токму за неговото име. Многу ми е драго што гледам не само дека не е непознат во нашата средина, туку дека има колку што забележувам и фанови со оглед на тоа што веќе има објавено неколку книги. Природен роман, мислам дека љубовта ваша кон Ѓорѓи почна тука, благодарение на изданието на Темплум. Втората книга и други приказни исто така ја објави Темплум. Балади и распади, колку што се сеќавам, ја објави Игор Исаковски во Блесок. Сите беа во превод на Никола. Последнава книга Физика на тагата очигледно потврдува зошто е таа публика на господинов толку верна. Може би не е тоа толку поради тоа што во меѓувреме, во овие изминати 15 години, господинов на вистина се стекна со светска репутација. Може би таа љубов на публиката поради тоа што на најубав можен начин мислам дека овој роман ем ги оправдува, ем ги надминува очекувањата што ги постави природен роман. Ако се подсетиме малку, природен роман го отвара еден цитат, како што наведува авторот, цитат од еден модерен французин. Природната приказна не е ништо друго, се вели во цитатот, освен именување на видливото. Од тука произлегува нејзината очигледна едноставност и тоа нејзино држење, до тој степен просто и условено од очигледноста на нештата, што далеку делува наивно. Ако е навистина цитатот од еден модерен французин, тогаш во оригиналот природна приказна бе било Истоар на Дюрен, иако тој французин ако може да се вика Мишел Вуко, пишувал во 66-та, како што наведува авторот, тогаш дополнително се компликува тука или може би се поедноставува теоретичноста која е на еден или на друг начин често присутна во современите романи. Како што е познато, сите вие верувам тоа го знаете, романот е вид со изразито субверзивна енергија, која е насочена против форсирањето на која била стварност, или книжевна стварност, ако сакате, како единствена и вистинска вредност. Во таа смисла, романот, односно вистинскиот роман, се проценува според неговата рефлексивна моќ и способноста да иронизира, да трансформира, да воспостави критички однос врз востановениот поредок на вредности, кои секогаш насилно се наметнуваат врз поединецот, кој пак настојува преку политички стратегеми да ги надмине, да создаде простор за себе си и за своето јас. Така најчесто тој на дволичен, на лицемерен, политички начин обстанува и продолжува да действува или пак трагично завршува при сите посегања по апсолутната негација. Токму романот е тој идеален простор за искажување на таа критика и во исто време за остварување на сите планови кои стварноста ги одзема, ги ограничува или пак ги брише. Физика на тагата според сите мерила беше литературна бомба во Бугарија во 2012, но и потоа. Не сум сигурна дали е точен податокот според кој првото издание веднаш за 24 сата се продава. Воопшто не би ме изненадило. Националните книжевни награди предпоставувам веднаш падна по оценка и на големите европски награди за кои овој роман беше во тесна конкуренција. Во некоја едноставна, сведена смисла, може да се потпреме на некои податоци околу тоа дека физика на тагата како свој нуклеус ја носи реакцијата на господинов,
на некои стереотипни истражувања во врска со еден напис од лондонскиот економист, кој се однесува на некаква диспозиција на источно-европскиот темперамент. Ако му пристапиме на романот од тој агол, вистина е дека господинов се обидува да раскаже приказна, да раскаже низа приказни, да раскаже низа фрагменти од приказни, за тоа некое најтажно место, што е и наше. Тука без територијални претензии, ние кон Грција имаме, кон Бугарија немаме. Значи, за тоа некое најтажно место, што е и наше, со заградава, но и му овозможува на нараторот, фикционализирајќи, да се справи и со својата собствена тага, стабилизирајќи ја, односно барем обидувајќи се да ја затвори во некаков имагинарен циклус. Тука повторно се поставува прашањето кое е начнато и во природен роман. Затоа што господинов, како секој значаен романописец, го интересираат, или уште подобро, ги става одново, секогаш одново под прашање, границите и можностите на неговиот собствен жанр. Како е воопшто возможен романот денес, кога трагичното ни е одземено? Како е воопшто возможна помислата за роман кога возвишеното отсуствува? Кога постои само секојдневното, во целата негова предвидливост или уште полошо, во тешката мистериозност на уништувачките случајности? Секојдневието во неговата ненадареност. Единствено тука блеснува трагичното и возвишеното. Во ненадареноста на секојдневието. Можете да проверите 43-та страна. Тогаш пред 15 на години господинов вели дека негова нескромна желба е да направи роман со почетоци. Но денес гледаме во физика на тагата дека и покрај постојаното преиспитување авторот суверено ги држи во своите раце конците на жанрот. Конците на неговите се поретки преостанати можности. Мислам на жанрот, не на можностите на Ѓорѓи. Прво, физика на тагата обилува со почетоци. Во романот нема голем наратив, тоа не е ни можно, но на негово место има еден битен аспект кој што ги организира фрагментираните, на места и пулверизирани речиси, микронарации, малите хроники на секојдневието, кои ја трансцендираат и временската, но и просторната рамка. Тој аспект се разбира е тагата. Тагата е организаторот, метафизичкото ткиво кое ја држи физиката на господинов. Ако ги следиме пак неговите зборови, тој е копнежот по нешто што се случило, по нешто што не се случило. Ненадејна освестеност за тоа дека животот ни се изга, дека животот, нештата во него, нема да ни се случат. Нам, поради некои причини, било да се тоа лични, географски или политички. За нас сите кои сме на различни начини близко до Ѓорѓи Господинов, неговите зборови, неговата тага има особено силна резонантност. Токму поради тоа што за жал или за среќа го споделуваме истото буниште на идеологии, истиот опустошен свет на лаги и на напуштеност.